Почитувани сограѓани, речиси сите проекти кои ги направија СДСМ во Струмица се неуспешни. Проекти за кои струмичани платија многу пари, додека за возврат добија многу малку, се покажаа во вистинско светло токму за време кога Зоран Заев си даде оставка и си замина од политиката. Еден од таквите проекти е гасификацијата на Струмица. На овој виртуелен гасовод претходно можеше да му се забележи дека премногу пари се инвестирани за мал број домаќинства да се приклучат на гасоводот. Односно на мрежа од околу 40 км, приклучени се домаќинства со повисок стандард. Но денеска, со првите поскапувања на гасот, овој проект станува неупотребен. Цената на гасот поскапе двојно, односно од 46,5 денари во 80,4 денари. Значи, и онака малиот број на приклучени домаќинства и институции се доведени пред искушение да размислат како ќе продолжи затоплувањето во грејната сезона. Овој проект имаше голема шанса додека Зоран Заев беше премиер, да обезбеди приклучување кон некој од познатите текови на природен газ. Но таа можност засега е пропуштена. Можноста е пропуштена за целата држава, но пропаста на таа политика на погрешни инвестиции очигледно е најголема за граѓаните на Струмица. И наместо вистинско решение, струмичани од новиот градоначалник Костадин Костадинов добиваат субвенција од 10 денари, односно за потрошени 100 кубици ќе добијат субвенција од 1000 денари. Недоволна мерка за струмичани, а за општина Струмица уште 3 милиони денари потрошени. Струмичани има амбициозни очекувања од гасификацијата во поглед на загадувањето на атмосферскиот воздух. Но последниот случај, со висока загаденост, прочитана од мерните станици близу општата болница, јасно покажува дека овој проект на ова ниво не може да даде решение. Да заклучиме, ниту оваа ниво на гасификација на Струмица е задоволително, ниту пак е исплатливо. Односно, политиката за Струмица, спроведувана во редица локални и национални мандати, може да се опише угоре високо, удолу длабоко.